Многу е лесно, мислам, нели, да бидеме на некаков начин изманипулирани и одвлечени во мрежата на другове слуги. Врз основа на статистиката на Отворена порта за 2023 година, во Центар за жртви на трговија со луѓе беа сместени 11 потенцијални и жртви на трговија со луѓе и сите 11 се деца. Рекрутерите нормално користат најразлични методи за да ги волечат жртвите во синџерот на трговија со луѓе, преку понуди на работа, представување како лажни пријатели или како лажан дечко за да добијат доверба со жртвата, а во поново време се користат и за стапено и запознавањето на младите преку социјалните мрежи, како што се Месенџер, Инстаграм, Тиндер и други социјални мрежи. Преку лажен профил кој што се имаат од представено рекрутерот, мислам фактички трговецот со луѓе, има користено најразлични алатки каде што детето има праќано порнографски слики, го има терано на најразлични сексуални самозадоволувања и слично. И сите тие фактички материјали потоа ги има ширено низ целата балканска мрежа.